Околу 700 семејства во Штип имаат деца со посебни потреби, инвалидитет или ретка болест. Ова е фактот од Зора Мијалков, родител на дете со попреченост, кој 20 години во општеството бара спас за истите. По стартот на учебната година, тие се соочија со проблемот за немањето можност истите да имаат асистенти во своите училишта, па според него потребна е сплотеност од ваквите фамилии за да се најде решение на проблемите, кои ги засега ваквите семејства и додава дека не треба да чекаат други да ја завршат работата. Ние сме околу 700 фамилии во Штип, имаме деца со посебни потреби, инвалидитет или ретка болест. Значи 20 години се обидувам да направам сплотеност, да ги мотивирам. Ако не си сплотен, ако не изаваш вака во јавност, вршиш притисоци, никогаш нема да ти го решат проблемот. Меѓутоа, нашиот народ таков табиец има карактер, чека друг некој да му заврши работа. Идејата не е да се прави скандал или неред, туку да се решат проблемите на нормален и достоен начин. Ова е последното истакнување на Мијалков и додава дека ако не се решат проблемите, тој ќе си замине од државата за да најде спас за своите деца. Ја не викам да револуција, не знам, војна, да се тепаме, ама народот треба еднашка да се освесте и за животно важни прашања, за проблеми има да изрезеш и да си го тражиш и да си го добиеш тоа што треба. Затоа што во крајен случај им реков на сите родители и нивните фамилии. Во Македонија сме над 60.000 фамилии кои што имаме деца и возрастни со посебни потреби, инвалидитет или ретка болест. Значи, еве, јавно и кажувам на сите дека јас ќе се повречам и ќе гледам да си одам од тука за да си ги спасам моите деца. Јас сакам да бидат спасени и нивните. Ама, штом траат, значи, може би па нив и убаво да немат асистенти, може и убаво да немат центри, да немат... Инаку, по вчерашната изјава на Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, децата ќе добијат асистенти од вторник и истите ќе бидат нормално во своите училишта. Таа додаде дека проблемот е со училиштата, а не со асистентите, па замоли за трпение до вторник, а со тоа и поддршка за сите семејства кои се соочуваат со ваквиот проблем.